Do sądzenia
Драги сограѓани, почитувани членови и поддржувачи на политиките на ВМРО ДПМНЕ, браќа и сестри. Добро вечер и добре дојдовте на промоцијата на кандидатот за градоначалник на општина Велес, Славчо Чадиев, и советничката листа на ВМРО, Демократска партија за македонско национално единство за престојните локални избори. Имам големо задоволство да го поздравам присуството на вице-премиерот за економски прашања во владата на Република Македонија, господинот Владимир Пешевски, министерот за труд и социјална политика, господинот Спиро Ристовски, министерот во владата на Република Македонија, задолжен за привлекување на странски инвестиции, господинот Веле Самак, заменик министер за здравство, господинот Јовица Андовски, членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМНЕ и пратеник од Собранието на Република Македонија, господинот Илија Демовски, пратениците во Собранието на Република Македонија, господин Ѓорџи Кошабашиев и господин Владко Ѓорчев, представниците на ИДОС, кандидатите за членови на Советот на општина Велес. Добро вечер за победничкиот тим на ВМРО ДПМНЕ. Тимот кој гради, тимот кој создава нови дела и нови победи за Велес. Обединети сме околу идејата за поубав Велес. Живееме во време кога создаваме подобар свет за нашите деца. Одговорно и посветено им служиме на граѓаните на Велес. Ова е промоција на уште еден чекор понатаму во градењето на поубав Велес. Оваа промоција е најсилната порака дека нашите политики имаат препознатливост и се прифатени од сите граѓани. Ова е силата за нови победи. Почитувани гости, на сцената го поканувам човекот со кого ВМРО ДПМНЕ секогаш во Велес извојува убедлива победа на парламентарните избори. Пратеник во Македонското собрание, господинот Владко Ѓорчев. Почитувани присутни, драги велешани, драги браќа и сестри, не може човек да не се најжи, не може човек да не го почувствува адреналинот, не може човек да не осети атмосферата. И кога ќе видиме ваквата енергија, кога ќе видиме волку луѓе, кога ќе видиме поволку сали, што е тоа што го порачуваме? Порачуваме дека на 24 март Македонија ќе гласа, граѓаните ќе гласаат, ВМРО ДПМНЕ ќе победи. Почитувани присутни, почитувани гости, ние тука сме собрани да видиме и да покажеме што е тоа направено во Велес изминатите 4 години. Ние сме тука вечерва да ја чуеме и презентираме нашата програма за наредните 4 години. Тука сме
да ги видиме и поддржиме кандидатите за советници, 23 на број. Но пред се, почитувани присутни, тука сме јасно да порачаме и да кажеме: идниот градоначалник на општина Велес ќе биде Славчо Чадиев. Граѓаните тоа ќе го кажат. Славчо Чадиев изминатите 6 години беше председавач на Советот на општина Велес. Тој го знае секој проблем во Велес. Тој е запознат со буџетот на општина Велес. Тој е запознат со одлуките. Запознат е со проектите. Запознат е со потребите на граѓаните. Стотици и стотици граѓани влегле во неговата канцеларија, биле во неговата канцеларија, се пожалили. Во многу случаи излегол во пресред, таму каде што можел, настојувал секогаш да помогне. Тоа е препорака да биде избран од граѓаните на општина Велес, да биде татко на градот наредните 4 години. Сето она што треба да се реализира во општина Велес. Но истовремено, најавувајќи го градоначалникот за наредните 4 години, кажувајќи го нашиот предлог, би сакал да му се заблагодариме, би сакал да го поддржиме, би сакал со голем аплауз да го наградиме првиот градоначалник од редовите на ВМРО ДПМН во општина Велес, господинот Горан Петров. После долги 19 години, 2009 година, победихме во општина Велес. Општината не беше во завидна состојба, но заедно градоначалникот и председавачот на Советот го даваа максимумот за овој град. Наредните 4 години треба уште повеќе да се направи. Оние проекти кои што се добри да се проложат, таму каде што треба нови проекти да се иницираат. Почитувани присутни, јас би сакал и од срце би ви препорачал да гласате и да ја поддржите советничката листа на коалицијата за подобра Македонија. 24 партии на број. 24 партии на број кои што се здружени, обединети за подобра Македонија и за подобра Велес. Од срце ви препорачувам да гласате за Александар Колев, за листата што предводи Александар Колев. Млад човек кој што го познава. Дете на Велес. Доктор што лечи луѓе. Поддржате ги советниците. Кога ќе се осети овој вулкан, кога ќе се осети оваа атмосфера, може ли некој да каже дека ќе има бойкот на 24 март? Може ли некој да каже дека граѓаните ќе останат дома? Може ли некој да каже дека луѓето ќе го поддржат човекот што ја направи транзицијата и приватизацијата во Македонија? Почитувани присутни, ние на овие избори треба да пратиме една важна порака. Мораме да пратиме една важна порака. Затоа што кога граѓаните гласаат, ќе гласаат за локалната самоуправа. Но истовремено, почитувани присутни, со излезноста и со одзивот, ќе се прати порака кон оние кои што сакаат да го одземат идентитетот, името и душата на Македонија. Оние што не сакаат името да не го спомнат. Тие кои што не сакаат името да ни го спомнат, тие што не сакаат името да ни го изговорат, сметаат на тоа во Македонија да има мал одзив. Оние од опозицијата, оние
кои што се поддржувачи на Бранко Црвенковски, сами од Бранко Црвенковски. Во изминатите 2 месеци велат дека во Македонија нема демократија и дека има режим. Но оние кои што не сакаат името да ни го спомнат, наредните година, 2, 3 и 4, ќе ги спомнуваат сите овие работи и сите овие критики кои што ги кажува Бранко Црвенковски за оваа Македонија. Државата што пред 2 месеци, државата почитувани присутни, што пред 2 месеци доби препорака од Европската Унија за 40 области за отпочнување на преговори за членство на Македонија во Европската Унија. Државата што на 2 самити во НАТО, во Букурешт 2008 и во Чикаго 2012 година, добива позитивно мислење за членство во НАТО, но не влегуваме таму само поради грчката блокада и ништо друго. Одеднаш таа држава што ги исполнува сите услови за членство во НАТО и сите услови за отпочнување на преговори со Европската Унија, велат дека е недемократска и дека има режим. Поради тоа, на овие избори не гласаме само за локалните проблеми кои што се најважни, кои што се директно поврзани со граѓаните. На овие избори, почитувани, не е се едно дали излегуваат 20% од граѓаните, 30%, 40%, 50%, 60% или 70%. Затоа ние на 24 март ќе гласаме до 11 часот са бајлето. Ќе ги охрабриме оние кои што треба да бидат охрабрени и ќе порачаме: Македонија не бойкотира, Македонија гласа, Македонија го поддржува Никола Груевски, Македонија стои за своите институции, Македонија ја поддржува својата демократија. Има демократија во Македонија, има истина за Македонија. Ќе биде Македонија. Тоа го порачуваме на 24 март. Излегуваме и гласаме, не бойкотираме. Драги браќи и сестри, од тука упатуваме порака и до членовите на СДСМ да излезат и да гласаат, да состават листи, да се кандидираат. Демократијата е надпревар кој што трае до моментот на изборот, а после тоа заеднички се честитаме. Му честитаме на победникот, му честитаме на оној кој што излегол да се соочи со граѓаните, на оној што понудил најдобра програма, на оној што понудил најдобри проекти, оној што реализирал работа. Во следните говори, во следните обраќања, ќе бидат кажани работите што сме ги направиле за Велес, ќе бидат кажани работите што сакаме и сериозно ќе ги направиме за Велес. Но ќе кажам и 2 работи што се и тоа како видливи. Тоа е една од нив. Долги години, долги децении зборувано и заговарано, но од никој реализирано. Го реализиравме и го асфалтиравме патот од Скопје до Велес. Од Скопје до Велес има нов асфалт, работата е завршена, но исто така оваа година, како што се стави тој асфалт, ќе се стави и ќе почне проектот на асфалтирање и проширување на патот од Велес кон Штип во 28 километри, од Велес до Чардахија. Никола Груевски, владата на Република Македонија рекоа дека стојат за тој проект, парите се обезбедени и ќе се асфалтира и патот кон Штип, но истовремено ќе се асфалтира и патот од Велес до Скопје. Ќе го ревитализираме автопатиштата и ќе отвориме нови можности за Велес. Почитувани присутни, ве повикувам да гласаме, ве повикувам да го поддржиме Слав Чочадиев за градоначалник на Велес. Тој го заслужува тоа, да го поддржиме со етничката листа. Од срце го сакаат Велес. Ја знаат сека улица. Не само во Велес, туку и во Велеска општина. Во сите села во општина Велес. 24 дни е празник на демократијата, граѓаните да гласаат, а после тоа во 8, во 9, во 10 часот да излезат резултатите и да кажеме: стоиме за Никола Груевски, стоиме за владата, Велес е во сигурни раце, Македонија е во сигурни раце. Да живее општина Велес, да живее Воменото помага, да живее коалицијата за подобра Македонија, да живеат граѓаните на Република Македонија и да живее Република Македонија, земја и народ што не ги видиат кичмата. Ви благодарам.
Почитувани гости, на сцената го поканувам членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, човекот кој секојдневно е посветен на економскиот развој на Република Македонија, човекот кој со постојан интензитет и силна енергија работи на привлекувањето на странски инвестиции, човекот кој е дел од тимот на председателот Никола Груевски, вице-премиерот за економски прашања во владата на Република Македонија господинот Владимир Пешевски. Почитувани белешани, почитувани членови, симпатизери и активисти на ВМРО ДПМН, добро вечер. На почетокот дозволите ми прво да го поздравам сегашниот градоначалник, господинот Горан Петров, и исто како вако да му се заблагодарам за сегашната работа и подршка на ВМРО ДПМН. Светам дека својата работа добро ја заврши, ние во партијата сме благодарни за тоа, но исто така понекогаш е добро да се внесат и нови сили, нови погледи и во таа насока сакаме да го поздравам нашиот нов кандидат за градоначалник и верувам градоначалник нов на Велес, господин Славчо Шадиев. Поздрав и до носителот Александар Колев, до почитуваните пратеници кои што се присутни тука, сите останати функционери. Сите избори, самиот избор означува дека луѓето треба да одлучат помеѓу некаков избор кој им е даден пред нив. Овие локални избори се правење на избор не само помеѓу програмите и кандидати за градоначалник, туку избори за едината на Република Македонија. Добро е познато дека одредени политички структури, нашите политички опоненти, бараат или сугерираат дека треба да има бойкот. Бойкотот значи да се бойкотираме сами со стената иднина и тоа знаеме дека народот нема никогаш да го направи. Затоа сме сигурни дека не само Славчо Шадиев, туку и она што како ВМРО ДПМН го нудиме на нашите луѓе е доволно добро луѓето да ги натерат да излезат, да ја поддржат нашата програма, да ги поддржат нашите активности, бидејќи со тоа си ја поддржуваат и собствената иднина и иднината на своите деца. Она што сакам да кажам, бидејќи јас сум задолжен за економскиот дел, дури за оваа програма, значи секоја програма, сето она што го правиме треба да се гледа како еден збир на колективен напад. Секоја програма во секоја општина збирно има вкупно околу 11.000 проекти, е дел од секупната политика на ВМРО ДПМН за развој на државата. Направивме многу во изминатите години, иако се сочивме со навистина еден тежок период. Имавме 2 години извонредни, 2006 и 2007 година, кога се постигнаа и 2008 година извонредни економски резултати. Потоа следеше еден тежок економски период и јас ќе речам за среќа во периодот кога беше најтешко во светот, најтешко во Европа, во последните 50-60 години на економски план, Македонија имаше среќата, токму ВМРО ДПМН, токму владата на Никола Груевски, да биде тука, да се грижи за вас и да бидете сигурни дека она што го направите е навистина извонреден резултат. Не е случајно што голем број од меѓународните финансиски институции кажуваат и ја користат Македонија како пример. Едноставно станавме горди, сега се доведовме во ситуација да делиме лекции на другите држави. Еве, баш пред некој ден имав состанок со Светска банка, кај што велат дали можеме дел од вашето искуство да го искористиме, она што вие го правите, да им го посоветуваме на другите држави. Тоа значи дека сме направиле тим кој што знае да води оваа држава на највисоко ниво во светски рамки. Нема да набројувам за сите проекти што се реализирани, веќе навистина и во отчетот на владата на Република Македонија и во отчетот на работата на секој градоначалник, добро се тие наведени, но само ќе кажам генерално, успеавме во време кога во останатите држави се кратеа платите, се кратеа пензиите, се кратеше социјалната помош, се кратеа субвенциите, се кратеа капиталните инвестиции, пропаѓаа банки, имаше девалвација на нивните национални валути, да ништо од тоа, буквално ништо од тоа не се случи во Македонија.
Успеавме дури напротив да направиме многу реформи, да подобриме бизнис климата, да доведеме голем број на странски инвеститори, да ги зголемиме платите во администрацијата, да доведеме систем на бруто плата со кој што голем број на луѓе кои порано не ја примаа платата, ја примаат сега во редовен рок, да обезбедиме секоја година се поголемо и поголемо ниво на субвенции за земјоделците. Во изминатите години преку 500 милиони евра се дадени на земјоделците како помош, а за следните 5 години се преку 700 милиони проектирани. Тоа е разликата, тоа е како работи ВМРО ДПМН. Малку сега и за кандидатот. Значи, Славчо Шадиев го знам долго време, оно што го кажа Владко пред мене, самиот човек ја познава општината многу добро, многу долго години е со ВМРО ДПМН и ние веруваме дека во себе ги обединува сите оние вредности што ние како ВМРО ДПМН ги очекуваме од сите наши членови, а особено од оние кои што имаат намера, кажуваат спремност да се зафатат со вршење на некоја одговорна функција. Тоа е честност, отчетност, вредност во работата, трудолюбивост, почит кон своите најблиски, почит кон своите сограѓани, почит кон Македонија. Тоа е нешто што одликува ВМРО ДПМН, тоа е нешто што нашите политички противници би рекол дека им недостасува. Но ние сме тие, ние сме со тие вредности, ние веруваме во Македонија, веруваме во нас, веруваме дека имаме потенцијал да го постигнеме најдоброто и веруваме дека го правиме тоа. Славчо Шадиев е олицетворење на тие наши вредности за Велес и затоа треба да му ја дадеме нашата поддршка. Во многу скоро време ќе биде промовирана и програмата. Таа програма е работена многу внимателно. Тоа е една од главните карактеристики на ВМРО ДПМН како политичка партија. Ние воведовме еден нов стандард. Секогаш кога се излегува на избори, дали се тоа локални, дали се тоа парламентарни, да се излегува со конкретна програма. Бидејќи заврши времето кога само со обичен говор, со празни ветувања на луѓето се добиваше поддршката. Денеска се нови времиња, нови стандарди, поставени толку од нас, каде што пишаниот збор, покрај дадениот збор, го ставаме како завет пред вас за овие избори и за следните 4 години. Програмата е направена внимателно, базирана е на вашите предлози, таа е потоа внимателно анализирана и во самата општина, но она што е најважно, таа е анализирана, не е најважно, но подеднако важно е да кажам, таа е поддржана и од нас, од централната власт, како политичка партија. Зад програмата, во која има стотици проекти, ќе стои Славчо Шадиев и како човек, но ќе стои и ВМРО ДПМН како политичка партија. Во неа, може би еден дел од проектите кои што сте ги сугерирале, не го нашли своето место, но тоа не значи дека тие нема да бидат реализирани. Ние едноставно воведуваме стандард дека она што го ветуваме, тоа ќе го направиме. А исто така, прилично сме сигурни дека ќе направиме многу повеќе. Секогаш во минатото ВМРО ДПМН испорачувал повеќе од она што го ветувал. Веруваме дека така ќе биде овој пат, но сакаме сепак да бидеме сигурни да си го задржиме зборот, она што е дадено како ветување, она што ќе биде дел од програмата, она што сите ние сме го провериле, заедно сме го усогласили, ќе биде она што реално ќе се реализира во општина Велес. Не би должел многу, би се заблагодарил уште еднаш за навистина големиот број во кој што сте присутни вечерва, тоа покажува дека ВМРО ДПМН го добива Велес, ВМРО ДПМН повторно има градоначелник во Велес. И ВМРО ДПМН ќе се погрижи да некои од грешките кои настанале во минатото бидат исправени и едноставно за граѓаните на Велес идината да биде уште подобра, да за 4 години повторно бидеме тука, застанат исто вака, гордо, со веќе реализирани проекти, со барање на ваша нова поддршка. Славчо, нека ти е среќа. Да сте живи здрави. Велешани знаат да препознаат кој го сака својот град, кој се грижи и кој вложува максимални напори за доброто на Велес.
Граѓаните на Велес не сгрешија кога го дадоа својот глас за човекот кој ја измени сликата за народен пратеник. Човекот кој неуморно работи за интересите на градот, човекот кој е безкомпромисен кога се работи за интересите на Велес. Господинот Илија Димовски. Градоначалник на Велес, почитувани господи и дами советници, почитуван господине Пешевски, почитуван господине Ѓорчев, почитуван господине Самак, почитуван господине Коџабашиев, Петров, почитувани представници на Македонската православна црква. Джинот се буди. ВМРО ДПМН ќе покаже дека со конструктивност, со разум и со мудрост ќе знае да ја извади Македонија од оваа политичка криза во која што не внесуваат луѓето од транзицијата. Локалните избори се избори на кои што граѓаните гласаат за улици, за патишта, за градинки. Граѓаните гласаат за игралишта за своите деца. Локалните избори се она што граѓаните најмногу ги интересира. Овие денови гледаме политички партии кои што велат нас не интересираат локални избори. Знаете што значи тоа? Тоа значи дека тие политички партии не се интересираат за сопствените граѓани. Тие политички партии не се интересираат за училиштата во кои што учат нашите деца. Тие политички партии не се интересираат за градинките во кои што се сместени нашите деца. Тие политички партии не се интересираат за улиците, за водоводите и за канализационите системи. Тие политички партии единствено се грижат за својот опстој и за своите кариери. Почитувани присутни, ние во Велес направивме многу. До сега не знаевме можеби да се пофалиме, но во минатите неколку години, од кога ВМРО ДПМН има одговорноста да ја води централната и локалната власт, во Велес е направено многу повеќе од било која влада или од било која локална самоуправа до сега. Ќе потсетам на неколку работи кои што имаат огромно значење за нашиот град и кои што како инвестиции вредат милионски суми. Почитувани со граѓани, 20 години ни велеа дека ќе го направат хидросистемот Лисиче, а го немаа направено ниту до пола. За само неколку години, од кога ВМРО дојде на власт, се заврши, се комплетираше и се стави во функција хидросистемот Лисиче. 20 години ветуваа дека ќе направат нова зграда за театарот во Велес. Нели сме град на уметноста и на културата. Но од нивните ветувања останаа само празни зборови. Имаме гордост да кажеме дека оваа есен ќе биде поставена првата представа во новата зграда на Велешкиот театар Јордан Хаджи Константинов Џинов. Почитувани велешани, Велес имаше уште еден огромен и тежок проблем. Тоа беше слечиштето Рамина, кое што слечиште се закануваше дека ќе направи штета на стотици и стотици домови на нашите сограѓани. Да ве подсетам дека претходната локална самоуправа и претходната влада во Република Македонија нема одвоено ниту еден денар за санирање на слечиштето Рамина. Од кога ВМРО ДПМН ја превзема одговорноста за Република Македонија и за Велес, се изградија подпорните ѕидови, се стабилизираше слечиштето и овозможивме спокоен и мирен сон на пола од нашите сограѓани. Има и многу други работи. Вложивме близу 4 милиони евра во реконструкција на двете болници, на општата болница во градот и на специјалната болница во Јасеново. Некаде околу 20 милиони евра се исплатени по основ на субвенции за земјоделците во нашиот град и во нашите села од околината. Се инвестираше во реконструкција на многу локални патишта, се реконструира и се поплочија многу улици во Велес, се изградија водоводни и канализациони системи.
Затоа имаме гордост, затоа имаме доблест и затоа имаме образ да излеземе пред вас, пред обичните граѓани на нашиот град и пред оние кои што се членови на ВМРО-ДПМН и пред оние кои што се основачи на ВМРО-ДПМН, но и пред оние кои што сте овдека дојдени како граѓани да чуете што нудат партиите како програма и како своја отчетност. Ние велиме дека покажавме, дека знаеме со посветеност да направиме многу повеќе од она што било кој досега го направи. Дека тоа ги решава сите проблеми во нашиот град, ние не се заложуваме. Дека состојбата е розова, исто така не се заложуваме. Но со овој тим кој што ви го нудиме, предводен од кандидатот за градоначалник господинот Славчо Чадиев, од носителот на листата Александар Колев и од одличниот состав на целата листа од првото до 23-то место, ние ќе бидеме спокојни дека нашиот град Велес го оставаме на луѓе кои што имаат кредибилитет, кои што се познати во нашиот град, кои што ќе се борат и за својот град и за својот кредибилитет, кои што нема да дозволат ништо да не биде сработено, кои што нема да дозволат да не бидат близко до своите сограѓани. Затоа, почитувани сограѓани, на овие избори ќе гласаме за собствените улици, ќе гласаме за собствените градинки, ќе гласаме за Велешките болници, ќе гласаме за хидросистемот Лисиче, ќе гласаме за реконструкциите во училиштата и ќе гласаме за се она што значи за нас интерес. Имаше некои политичари од Велес кои што 15 години се чукаа во гради и велеа дека нив ги интересира само Велес и проблемите на Велес. Но на првиот повик на нивниот лидер за да ја спасуваат неговата кариера ги снема никаде. Сите оние кои што 15 години ги велеа дека ги интересира само Велес и само граѓаните на Велес, денеска заедно со нивниот лидер во зградата на општина Велес пред 100-150 луѓе коваат стратегија како да ја спасат кариерата на Црвенковски. Јас сум сигурен, како многу пати до сега, дека на овие избори ВМРО-ДПМН ќе победи во нашиот град и господинот Славчо Чадиев ќе биде градоначалник. Уште неколку збора. Сигурен сум, како што спомна и господинот Пешевски и господинот Ѓорчев, дека во оваа сала нема ниту еден човек кој што не го познава лично господинот Чадиев. Тоа е една од карактеристиките кои што него го прават токму кандидат за градоначалник. Но ќе си го земам правото да кажам 2-3 збора повеќе, зашто господинот Чадиев мене лично ми е соборец повеќе од 15 години. Тој беше еден од ретките луѓе интелектуалци кои што беа активни и членови во ВМРО-ДПМН уште во времето кога јас како дете на кратки панталони, така знаат неколку од основачите да ме подсетат, беше активен во партијата, 15 години го познавам дека секојдневно е присутен во градот, секојдневно се сретнува со луѓето, знае да ги испочитува и оние кои што вложуваат во градот, оние кои што развиваат собствен бизнис во градот, но во исто време знае да го испочитува и секој последен граѓанин кој што ќе го сретне на улица. Токму тоа ни дава за право да кажеме, господинот Чадиев, со целата негова активност во животот, со целата енергија што ја носи, со сите познанства во нашиот град, ќе биде одличен градоначалник на градот Велес и ќе биде одличен шеф на тимот на ВМРО-ДПМН во Велес. Затоа, почитувани сограѓани, ве повикувам на 24 март да излезете масовно на гласачките места, да ги победиме сите оние што не им мислат добро на Македонија, но и да го оставиме нашиот град на луѓе во кои што лично веруваме. Таков е нашиот кандидат за градоначалник, такви се нашите кандидати за советници. Да сте живи и здрави, да живее Велес, да живее Република Македонија. Драги пријатели, ВМРО-ДПМН никогаш не била посилна, порешена и пообединета во идејата Велес да биде град со кој ќе се гордееме. Дами и господа,
На сцена го повикувам победничкиот тим, кандидатите за советници од ВМРО ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, луѓето кои во наредниот мандат ќе спроведуваат нашата визија за поубав Велес. Зоран Игновски, вработен во јавното предпријатие Македонски шуми. Тој е председател на Сдруженијето на граѓани Зелен рај. Гоце Алексовски, градежен инженер, вработен во Македонија ТАП. Гоце е председател на Комисијата за урбанизам и градежништво при ОК Велес. Адријана Нешова, магистар по правни науки. Адријана е дел од Центарот за комуникации на ВМРО ДПМН, каде што се група млади луѓе заедно се одговорни за јавните партиски настапи. Киро Јосифов, пензионер, председател на Асоцијацијата за пензионери на ВМРО ДПМН, активен член на Сојузот на пензионери. Тој несебично секаде каде што има потреба ги застапува и брани интересите на велешките пензионери. Иле Попов, дипломиран професор по физичка култура, вработен во Средното училиште Комен Неделковски. Иле е дел од Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН. Панче Ќумбе, фудбалер, спортски амбасадор на Велес, поранешен член на фудбалската репрезентација. Човек искрено го сака спортот и вложува максимални напори за негово подобрување. Менче Андреева, дипломиран филолог. Менче Андреева е дел од местниот комитет Поток. Местниот комитет каде што на сите избори ВМРО ДПМН ја извојува најубедливата победа. Доцент доктор Бошко Караджов, доцент при Универзитетот Евробалкан, вработен като професор во Универзитетот Кочо Рацин. Знаењето и капацитетот кој ги последува овој млад интелектуалец се од огромна корист за сите. Коче Гаврилов, член на извршниот комитет на Унија на млади сили на ВМРО ДПМН. Коче е дел од раководството на Унијата на млади сили, а оттаму и неговиот придонес во креирањето на младинските политики на партијата. Македонка Арсова, дипломиран историчар, професор во Основното училиште Рајко Жизников. Таа доаѓа од местниот комитет Превалец, еден од бастионите на ВМРО ДПМН во Велес. Томе Јаневски, градежен инженер, директор на јавното предпријатие Македонија ПАТ Велес. Господинот Јаневски е секретар на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Томе е 2 мандата советник во Советот Општина Велес и е најзаслужен за урбанизацијата и изведените градежни запати во градот. Бобан Коруновски, вработен во Министерство за информатичко општество и администрација. Бобан е дел од сите партиски структури и активности. Неговиот придонес во градењето на Унијата на млади сили од големо значење за ВМРО ДПМН. Валентина Делиманчева Андреева, дипломиран правник, вработена во Фонд за здравство. Нејзиното искуство и знаење беа и ќе останат битни елементи во функционирањето на советничката група на ВМРО ДПМН. Драган Димевски, генерален секретар на Подем, партија која е дел од коалицијата. Тој е дипломиран политиколог, вработен во Македонски пошти. Тој е председател на женскиот фудбалски клуб Борец од Велес. Живе Катранџиев, председател на Унијата на млади сили ОК Велес. Живе Катранџиев е еден од најзаслужните што Унијата на млади сили е доминантен политички подмладок во Велес. Беси Махмедов, од Турската демократска партија која е дел од Коалицијата за подобра Македонија. Беси е председател на Велешката организација на Турската демократска партија. Воедно и е председател на Хуманитарното сдружение на граѓани Јени Кајат од Велес. Елизавета Чубовска, економист, вработена во Министерството за финансии. Председател на Унијата на жени на ВМРО ДПМН ОК Велес. Под нејзиното водство Унијата прерасна најорганизирана и направена партиска структура на жените политичарки во градот. Доктор Петре Саздов, стоматолог вработен во приватна стоматолошка ординација. Доктор Петре, изминатите 4 години беше во првите редови на Советот Општина Велес, бранејќи и застојувајќи ги интересите на своите граѓани. Нада Трајкова, филозофски факултет, вработена во Центарот за социјални работи во Велес.
Тај е председател на Комисијата за социјални политики. Тај е член на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН од Велес, а незината човечка доблест е најголемата карактеристика за неа. Ангел Димов, земјоделски инженер, работен во Министерството за земјоделство во Велес. Ангел е постојано присутен помеѓу земјоделците и е постојано во дослуг со нивните потреби и барања. Виолета Галева, кандидат за советник од ЦПМ. Оваа партија во Велес има еден од големите неистини ограновци. Тај е дипломиран економист, професор во Јовче Тесничков. Доктор Горан Јовиć, специјалист уролог, работен во општина Велес, награден од Министерството за здравство, како еден од најдобрите доктори во државата, добитник на 9 ноемвриското признание на општина Велес. Доктор Александар Колев, работен во општа болница Велес, подпредседател на ОПА Велес и досегашен координатор на советничката група. Човекот кој го предводи овој победнички тим, човекот кој знае и уме да ги брани интересите на ВМРО ДПМН. Почитувани сопартици и поддржувачи на ВМРО ДПМН, драги гости, браќа и сестри, гледајќи во колку голем број не имало да вечерва, на свечената промоција на кандидатот за градоначалник на ВМРО ДПМН и Здружената коалиција и советничката листа, станува јасно. Ни предстои уште една, 7-ма поред победа во Велес. Уверен сум дека и тоа ќе биде најубедливата победа на ВМРО ДПМН досега во Велес. Тоа ќе значи победа за поубав и по-просперитетен Велес, таков како што сите го сакаме. Поддршката која во континуитет ја добиваме од граѓаните не е случајна. Таа е резултат на честниот и одговорен пристап на ВМРО ДПМН, предводен од нашиот председател, господинот Никола Груевски. За нас, во ВМРО ДПМН, политиката е одговорна работа. Да се биде политичар, да се биде лидер, значи да се служи на граѓаните. Така говореше покојниот председател на Република Македонија, господинот Борис Трајковски. Тие зборови на председателот се особено силни и особено значајни кога станува збор за водењето на локалната политика. Токму локалната самоуправа е местото каде што се решаваат најголемите, најконкретните и секојдневни проблеми на граѓаните. Затоа, како досега, така и понатаму, ќе продолжиме крајно одговорно да ги решаваме нашите заеднички проблеми. Ќе продолжиме да градиме Велес достоен на своето минато. Велес како што сите го сакаме и Велес на кој што сите се гордееме. Почитувани, ми причинува голема чест, но и одговорност што имам можност да бидам носител на најквалитетната листа за советници на ВМРО ДПМН, но истовремено тоа е најдобрата листа за советници која воопшто некоја партија ја имала во Велес. Нова листа се новијат луѓе кои се врвни професионалци, образовани, трудолюбиви и посветени на своите работни задачи. Но пред се, новаа листа се обични, народни луѓе. Луѓе кои го сакаат својот град и луѓе кои се постојано помеѓу своите сограѓани. Листата за советници на ВМРО ДПМН ги обединува нашите коалициони партнери. На неа се представени представници на многу наши коалициони партнери. На листата за советници
се наоѓаат представници на различните етнички заедници. Листата представува еден спој на младоста и на искуството. Идни советници ќе бидат представници на младите, на унијата на млади сили, актуелни студенти, но идни советници ќе бидат и мајки, татковци и пензионери. Нова листа има луѓе кои што доаѓаат од различните делови на градот. На листата се застапени луѓе кои доаѓаат од Превалец, луѓе од центарот на градот, луѓе кои што ќе ги представуваат историските којники дворови, па се дури луѓе кои што ги представуваат и Поток и Црна џамија. На овој начин ќе овозможиме интересите на сите граѓани на Велес да бидат подеднакво застапени во органите на локалната самоуправа. Почитувани, овие 23 кандидатите за советници, односно идните советници, се представници на различни професии. На листата се застапени доктори, се застапени економисти, инженери, правници, професори и така натаму. Сите овие луѓе се подготвени своите професионални знаења да ги вложат во нашата заедничка иднина, своите професионални знаења да ги обединат на нашата заедничка цел, во согласност со ингеренциите на локалната самоуправа да креираме развој на Велес. Овие луѓе се луѓе со чист образ, луѓе со личен кредибилитет и авторитет. Тие својот кредибилитет го граделе долготрајно, посветено, трудолюбиво и макотрпно, работејќи ги своите професии, посветувајќи се на своите сограѓани. Личниот углед на овие 23 луѓе е значаен. Нив им е важен личниот углед. Затоа нема да дозволиме да го нарушиме нашиот личен углед. Ќе продолжиме одговорно од моментот на добивање на власт, по завршувањето на локалните избори, да го спроведуваме сето она што го ветивме на граѓаните на Велес. Ќе продолжиме да ја градиме нашата заедничка иднина, нашата заедничка визија за поубав Велес. Одговорно тврдам дека нема да ги изневериме граѓаните на Велес. Ќе бидеме посветени на нашите заеднички интереси и ќе представуваме реални представници на граѓаните на Велес. Почитувани, за нас во ВМРО-ДПМН политиката е борба на идеи, а не само борба за власт. Затоа оваа листа представува симбиоза помеѓу луѓе кои имаат долгогодишно партијско искуство, меѓутоа и луѓе кои се нови во политиката. И тоа е особено добро, затоа што овие луѓе носат нова енергија, носат нова сила, носат нови идеи, нови знаења. Овие луѓе носат нова визија за развој на Велес. Затоа ВМРО-ДПМН е обединува. Сите ние сме обединети за нашата заедничка цел. Поубав и по-просперитетен Велес. Придружете ни се! Почитувани присутни, браќа и сестри, Велес е град со богато минато, град борец, град кој многу пати победува. Сега е време за уште една победа. Го повикувам човекот кој на 24 март ќе извојува голема победа за ВМРО-ДПМН, човекот кој е постојано меѓу народот, човекот кој знае да решава проблеми и да работи за интересите на граѓаните. Нема дилема. Идниот градоначалник на општина Велес, председателот на ВМРО-ДПМН, Славчо Чадиев.
Почитувани Велешани, почитувани сограѓани, членови и симпатизери на ВМРО ДПМН, почитувани гости, да се биде кандидат за градоначалник на Велес представува огромна чест, привилегија и огромна одговорност. Велес е град со револуционерно минато, дом на македонскиот бит, вруток на македонскиот непокор. Велес е град победник. Јас овде растев. Овде се и моите пријатели, другари, моето семејство, мојата судбина. Овде помеѓу вас, во градот, кој што навистина го сакам од се срце. И затоа се решив на овој предизвик. Време на Велес, на градот кој што се грижи за нас и не љуби, да му возвратиме со љубов. Влегувам во трката за прв човек на Велес, без валкани раце, со чист образ, без афери и ниту дамка во својата кариера. Гор сум што имам сограѓани како вас, сограѓани кои ми даваат поддршка. Исклучително голем мотив да верувам во перспективата и иднината на Велес. Гор сум и исполнете сето она што заедно со мојата политичка партија ВМРО ДПМН го направивме во изминативе години, не само за граѓаните на Велес, туку и за целата држава, а направивме многу. Изградивме улици и площади, ги реконструиравме и модернизиравме училиштата, ги осовременивме и опремивме болниците. Сето тоа е доказ дека неуморно работиме за подобрување на животот на граѓаните. Сега, после 4 години максимална ангажираност и голем број реализирани проекти со чист образ и крената глава, гордо и без колебање, повторно ја бараме вашата поддршка. Почитувани Велешани, сите ние сме една целост, едно заедништво, една душа, од Мегдан до Прцолек, од Којник до Керамидна, од Рамина до Дворови, од Иванковци до Бозалково, од Црквено до Оризари, секој дел, секоја улица, секој прак е Велес. И затоа вечерва, од овде, почитувани Велешани, ви ветувам, привилегијата да се одлучува и управува со градот, ќе ви припаѓа на сите вас и никако поинаку. Велес заслужува да биде град на светла иднина, развој и прогрес. Затоа, целиот свој личен капацитет, знаење и искуство, јас и мојот тим ќе ги ставиме во функција на својот град и на граѓаните на Велес. Верувам во потенцијалот на Велес. Затоа, со најискрени и најчестни намери ја барам вашата доверба. Имам визија и мисија како Велес да постане еден модерен град на среќни и задоволни граѓани. Град на честноста, искреноста и вистинските демократски процеси. Имаме програма која ќе оствари оваа наша заедничка цел. Програма со визија за напредок и добросостојба на Велес, визија за подобар живот, преточена во конкретни проекти кои треба да се исполнат. Затоа, почитувани Велешани, вечерва од овде ќе ви дадам само едно искрено ветување. Ветување за многу работа. Ви ветувам дека ќе продолжиме со интензивна работа, со посветеност, со желба да ја оствариме нашата заедничка цел и да донесеме подобар живот на граѓаните на Велес. Ќе продолжиме да вложуваме максимални напори за зголемување на економскиот раст во нашата општина, создавајќи предуслови за локален економски развој и нови вработувања. Ќе продолжиме да ги развиваме индустријските зони Уздус и Речани. Ќе отвориме нова индустријска зона близу село Каласлари. Наша примарна цел ќе биде да привлечеме нови инвеститори, да се отворат нови фабрики и погони. Заеднички ќе работиме Велес да биде место за живење со правилен урбанистички развој и облагодетелен простор за вршење на секојдневни активности на граѓаните. Тоа е нешто што го заслужува нашата општина. Ќе донесеме нови и ќе ги измениме постојните детални и генерални урбанистички планови. Тие ќе бидат усогласени со потребата за брз економски, комуникацијски развој на општината,
како и зголемување на просторот за изградба на нови стопански објекти и објекти за домување. Истовремено, инфраструктурните активности, реконструкциите и уредувањето на улиците, кружните текови, пешачките патеки, хортикултурното уредување на градот ќе бидат наше секојдневие. Благовременото решавање на проблемите на граѓаните преку изградба и реконструкција на водоснабдителните и канализационите системи во градските и руралните средини ќе создадат услови за подобра и почиста животна средина на граѓаните. Ќе продолжиме да го поддржуваме развојот за спортот на нашиот град, затоа што спортот создава здрави луѓе, здрави успеси и надпреварувачки дух. Создава силни индивидуи подготвени за победи, издржување на поразите и повторно одење на победа. Ќе изградиме спортски терени, ќе ги реконструираме постојните, ќе продолжиме да го поддржуваме младите спортски таленти, ќе ги развиваме меѓу училиштите спортски надпреварувања. Наша цел ќе биде и воведувањето на нов и поефикасен систем за распределување на средствата кои општината ги издвојува за поддршка на спортот. Охрабрен од примерот за одборот за спас на Велес од Топилницата, кој покаже и докажа како се сака и брани својот град. Мој приоритет ќе биде формирањето на совети од сите области кои се во интерес на развојот на Велес. Советите за економски развој, образование, култура, здравство и спорт ќе ги обединуваат сите оние кои со своите идеи се чувствуваат способни да придонесат занесување на новини во секојдневниот живот. Ќе ги обединиме сите кои во себе ја носат идејата за подобар град, за подобар Велес, со искрена и напорна работа. Сите вие почитувани граѓани ќе бидете дел од една сосем нова, отворена и кон целата јавност посветена локална самоуправа, која ќе биде вистински сервис во решавањето на проблемите и потребите на секој жител во општината. Велес ќе биде современ град, град на среќни и задоволни граѓани, град каде честноста, искреноста и вистинските демократски процеси ќе бидат движечка сила во пулсирањето и работата на локалната самоуправа. Почитувани Велешани, свесен сум за овој предизвик, но докрај сум решен и подготвен, заедно со мојата политичка партија, ВМРО ДПМН, да направиме се за создавање на нови дела во Велес, дела со кои сите ние заедно ќе се гордееме. Затоа, ве повикувам сите кои го сакате Велес, да ни се придружите. Ние мораме да бидеме сплотени и да работиме заедно. Затоа што само со работа може да се постигнат целите. Само со работа може да успееме, да чекориме, да размислуваме, да действуваме заедно. Заедничката соработка помеѓу нас, помеѓу вас и општината, меѓу општината и владата, ќе донесе подобра иднина за сите. Заедно да создаваме и да градиме нови дела за нови победи. Ајде да ја покажеме силата на Велес, да тргнеме со големи чекори напред. Ајде да работиме заедно за Велес. Мојот збор го имате. Јас никогаш нема да изневерам вашата доверба. Да сте живи и здрави, да живее овој град, да живее Република Македонија.